Сметки за вода, струја, телефон, кредитни рати, сметки за интернет. Колку од граѓаните имаат доверба во сметките што им стигнуваат? Не се точно секогаш, да. Има некогаш надпишуваат и доаѓаат с големи цени и повеќе пари. Па грешка многу пати се пишува. Не еднаш или два пати. Недовербата секако е оправдана. Годишно може 5-6 пати може годишно. Редовно не вршат гледање на струјомерите или на водомерите и доаѓаат многу повеќе како да сме потрошили, не сме потрошили. Ништо немаме на струја, на дрва се грееме, 2 маши и жена са, по 5000 динара. Па тоа никаде го нема. Сметката платена, киловатите ми се вратени назад тие, 2 пати ги платам. Дали толку многу грешки се случени или некој лови во матно? Некогаш, можеби ненамерна грешка се провлече, тоа се случува најчесто во зимскиот период, кога граѓаните водомерите што ги имаат, ги потрупуваат заради заштита и нашите реонски инкасатори немаат можност правилно да го прочитаат водомерот и правилно да ја евидентираат потрошувачката на водомерот. Но, што ако сепак дојде до грешка? Може да се јави во нашите служби, ние вршиме корекции на таквите сметки, изготвиме нова и му веднаш доставиме на граѓанинот со коригираните износи да може да си ја плати. Ваков толерантен и флексибилен однос има се помалку, зашто службениците во големите компании се тешко достапни, поготово во вакви случаи. Од тука граѓаните имаат чувство дека тие всушност имаат време само да им ги соберат парите. Например, која е процедурата и колку време трае доколку имате забелешка на сметката за струја или телефон? Ако сакате да го промените јазикот, притиснете 4. За услугата преносливост на број, притиснете 5. За техничка поддршка, притиснете 6. Вашиот повик ќе биде префрлен до оператор од контакт центарот. Ова е многу комплицирано за сите, а особено за пензионерите, презафатените и граѓаните со посебни потреби, кој нив ги штити од грешки кои можеби се намерни, а можеби не. Доколку по ваков однос граѓаните имаат забелешка на самата фактура која исплаќаат организационата единица, а таа фактура им смета во однос на заостанат долго повеќе години, имаат право врз основа на тужбено барање остварено во граѓанска парница да го остварат своето право, доколку тоа право им засега во некои други нивни правни односи. Тоа е процедура за оние кои грешките ќе ги увидат, но колкав е бројот на оние што нема да ги видат. Секако, може само да се претпоставува, но грешки и тоа на штета на граѓаните има многу често. Затоа со сметките секогаш внимателно. За пари се работи.